Следен за поставување пратенички прашања според редослед утврден на координација е господинот Емилијан Станковиќ. Колеги пратеници, министри заменици, премиере, однапред ќе најавам дека сите три прашања ќе бидат упатени до вас. И сакам да бидам фер и на почетокот да ви кажам дека сите три прашања ќе бидат поврзани со јавниот радиодифузен сервис, додека ги образлагам да имате доволно време да се подготвите за одговорите. Во септември 2011 година вашата влада објави во јавноста едно срамно соопштение со кое објави дека целата прослава на 20 годишнината од независноста на Република Македонија ги чини граѓаните само 90.000 евра. И тогаш, и сега, тврдевме и тврдиме дека ова е дрска и безобразна лага, дека оваа прослава, која од X причини доби карактер на приватна партиска журка на ВМРО ДПМНЕ, чини многу повеќе и дека со ваквото соопштение ги поценувате и се мајтапите со собствените граѓани. Денес, премиере, ќе обзнанам една крупна афера, која по кој знае кој пат за вас потврдува најмалку три работи. Прво, дека во изминатиот период лично демонстриравте невидена обсесија да ја контролирате секоја информација која објавуваат медиумите. Второто, дека вашата техника на владење се темели на личниот мотив по секоја цена да ја редефинирате македонската историја и македонскиот идентитет, да создадете лажна слика дека во Македонија се почнува од вас и се што е минато е негативно и мора да се заборави. И трето, што е најопасно, за овие ваши цели не се либевте и не се воздржувате безмилосно и расипнички да ги трошите народните пари. Почитуван премиере, моите пратенички прашања се однесуваат на документарецот за 20 години независност кој се емитуваше на јавниот радиодифузен сервис. Според овие документи, кои што содржат фрапантни информации, кои што се доставени до вас, за овој документарец да се сними и емитува на јавниот радиодифузен сервис се ангажирали приватни продукцијски куќи. Меѓу другото, како соработници и консултанти за снимање на овој документарец, ангажирани се и истакнати членови на ВМРО ДПМНЕ, советници, портпароли во јавни предпријатии и фондови, вработени во МРТВ на раководни позиции, како и пратениците Илија Димовски и Александар Спасеновски, кои се врсници и патен во 1990 година имале само 10 години, но тоа не им пречело да даваат совети како да изгледа документарецот или со други зборови, да бидат близко или да цапнат од медот. Со други зборови, оваа афера изобилува со класични конфликти на интереси што се спротиви на законот. Значи, најголемата државна продукција во Република Македонија, МРТВ, која има највредната архива во своето депо, вистинска ризница за македонскиот национален идентитет, според владата немала капацитет да го сними и да го направи овој документарец, туку за тоа требало да се ангажираат стрените приватни продукции. Revolution Доел 1 и Доел 2. Две продукции блиски на Ефтим Гаштов, поранешен извршен директор во јавниот радиодифузен сервис, осомничен за милиони евра тежок криминал, кој вие, премиере, го наградивте и го именувавте за културен аташе во Македонската амбасада во Словенија. Овие две продукции на Ефтим Гаштов добиле скромни во наводници 170.000 евра. Контрабанда Доел, продукција која произведува анимираната серија Едноуки и чиј собственик е задолжен да се мајтапи со историските придобивки на Македонија од НОП и да шири анти-ЕУ расположение, оваа продукција добила исто така скромни наводници 120.000 евра. И се разбира неизбежната томато продукција, која
3 изборни циклуси или 4 работи и за вас, премиере, и за ВМРО ДПМН, сега и го дадовте раководењето на МРТВ да го има во своји раце, да располага со маркетичкиот колач кој што го доби со измените на Закон за радиодифузија и нормално да инсталира своје кадровско решение. На оваа ваша омилена продукција, премиере, вие сте дале преку 300.000 евра за овој документарец. Сите останати продукции, кои без исклучок се блиски до ВМРО ДПМН, си лапнале помеѓу 70 до 100.000 евра. Парите сте ги обезбедиле од T-Mobile и Телеком, легнати се на сметката на МРТВ и од сметката на МРТВ се исплатени. Значи, премиере, да резимирам, за документарецот 20 години независност, без око да ви трепне, сте потрошиле 1 милион и 230.000 евра. Повторувам, 1 милион и 230.000 евра. Тоа ви е во прилика, за да бидете, кога ви ја кажувам цифрата, во превод ви се 500 кредити за самовработување согласно на ваша владина кампања. Осмели се и започни го својот бизнис за да ја решите невработеноста во Република Македонија. Или, премиере, за 1.230.000 евра имавте прилика во Германија на вечерата да ја ангажирате Анджелина Джоли да го сниме овој документарец и Бред Пит да го глуми Александар Македонски во епизодите Македонија во антиката. Премиере, станува се поочигледно дека Македонија си го има својот Иво Санадер, се има својата афера Фими Медија, која очигледно ќе биде и надградена и проширена, но тоа ќе излегува и на виделина дека вие сте на власт и после смената на власт. Но тоа е ваша грижа и ваша одговорност. Сега ќе ви поставам 3 конкретни прашања и ќе ве молам да ми одговорите конкретно. Дали токму заради вашите корупцијски комбинации граѓаните се приморани да плаќаат за 50% повисока радиодифузна такса, која се изнесува 190 денари? Второ, бидејќи 6 години се обидувате да го изградите митот за вас, дека сте најголемиот заштитник на македонскиот национален идентитет. Сам да ве прашам, кој ќе понесе одговорност што архивата на МРТВ, која се наоѓа во депото и која во, не дај Боже, конфликтни ситуации, елитните македонски безбедносни сили имаат обврска да ја чуваат по секоја цена, сега како македонско национално богатство заврши во приватни продукции и ќе заврши или веќе завршила во партиската архива на ВМРО ДПМН. И трето и конечно, дали премиере на ваков начин, преку перење на народните пари, се обидувате да ги вратите долговите и да ја покриете финансиската дупка на ВМРО ДПМН, која зја е отворена за 3,5 милиони евра од последните парламентарни избори и за која што немате законско покритие, се обидувате на ваков начин да ја затворите. Ве молам на конкретни и прецизни одговори. Благодарам.